Христијан Мицкоски останува председател на ВМРО ДПМН, одлучи Централниот комитет на партијата. На состанокот избрани се и нови членови на извршниот комитет, а генералниот секретар Игор Јанушев се повлекува од партиската функција поради лични причини. Адријана Алексијаска имаме во живо на оваа тема. Андријана, Централниот комитет на партијата пресече, конгрес нема да има. Токму така, Ана, вчера вечер во ВМРО ДПМН се избираше нов состав на извршниот комитет. Она што предизвика лавина реакции во јавноста е дека председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски предложи да се одржи вонреден конгрес на кој членовите ќе ја гласаат неговата доверба. Меѓутоа, непосредно по неговиот предлог од Централниот комитет едногласно го одбиле овој предлог со тоа што Христијан Мицкоски добива легитимитет да ја води партијата. Имаше во новиот извршен комитет, како што кажа и ти, има нови членови, меѓутоа имаше и такви кои си дадоа оставка. Меѓутоа за тоа подоцна. Инаку Христијан Мицкоски најави дека не бега од своите принципи и дека само иницијативно побарал да се одржи вонреден конгрес. Предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Јас на сопствено одварање поднесов предлог за свикување на вонреден конгрес на кој што јас нема да се кандидирам. Централниот комитет, надвор од моето присуство, откако ја напуштив салата на која што се одржуваше седницата на самиот Централен комитет, ја одби едногласно, го одби практично едногласно ова моје барање. И не се согласи со ваквиот предлог, а со тоа ми даде полн легитимитет да продолжам со раководењето на ВМРО ДПМН. И јас, во име на тоа, им се заблагодарувам за укажаната доверба. Без разлика дали ВМРО ДПМН е опозиција, дали ВМРО ДПМН е власт, македонските граѓани имаат очекувања само од ВМРО ДПМН. И затоа ВМРО ДПМН секогаш од политичките, но и од другите хиени било е и ќе биде предмет на напад. Блискиот соработник на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, Игор Јанушев, на вчерашниот состанок, на вчерашната седница на која се избираше новиот состав на извршниот комитет, поднесе оставка. И како што информираше председателот на ВМРО ДПМН, поднесол оставка по негово барање, односно од лични и приватни причини. Инаку, како што кажав, во новиот состав има и нови членови. Исто така, тука може да се напомене дека она што предизвика исто така многу реакции во јавноста е дека во новиот состав членство зема и докторот инфектолог Вело Марковски. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата кога председателот на ВМРО ДПМН ја изјави оваа точка од вчерашната седница. Разговаравме со професорот и цениме дека професорот, кој што е исто така член на ВМРО ДПМН во минатото, може многу да допринесе посебно во државата во периодот кој што следи, бидејќи јас алармирав уште за време на предизборието дека најтешкото доправа следи. Гледам денеска цела влада ги повторува тие зборови дека доправа доаѓа сезоната на грипот, дека можно е да се случи сериозно зголемување на бројот на лицата кои што ќе бидат заразени од ковид вирусот, но истовремено тоа да се поклопи со лицата кои што ќе бидат заболени од сезонскиот грип. Така што ценам дека еден стручњак од ваков калибар многу може да допринесе и во самото делување на опозицијата, но и самото делување на Министерството за здравство и за здравствените власти. Македонија требаше да има 2000 заболени и неколку десетици починати. За жал денеска ближиме до бројката од 16.000 речиси заболени, близу 700 починати. Никој не презема никаква одговорност, се потрошија милиарда евра. Ситуацијата е се полоша, луѓето се безпомошни, безнадежни и ценам дека стручњаци од ваков тип, заедно со сите оние стручњаци во државата, кои што се денеска игнорирани од само бендисаната мафија во владата, можат и како барем со идеи вака во јавноста да допринесат многу во справување со оваа пандемија, која што ние се уште не сме излегли од првиот бран, а веќе го очекуваме вториот бран.
Дел од членовите на извршниот комитет се и подпредседателите Александар Николовски, Владо Мисајловски, поранешниот пратеник Иван Иванов, Сергеј Попов од Унијата на млади сили, како и координаторот на пратеничката група Никола Мицевски. Инаку, овој избор на новиот извршен комитет предизвика реакции, а меѓу нив најпрвите реакции беа и од владеачката СДСМ. На Бихачка сметаат дека изборот на новиот извршен комитет бил нарачен од поранешниот председател Никола Груевски, кој имал за цел да ја задржи позицијата на сегашниот актуелен председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Исто така реагира и од иницијативниот одбор, од таму сметаат дека Мицкоски не бил доволно убедлив за да се одржи вонреден конгрес на кој ќе се гласа неговата доверба. Низа реакции имаше, меѓу кои позитивни и негативни, а за се она што ќе донесе денот ќе информираме во наредните информативни изданија на телевизија Алфа. Благодарам Александра Алексиевска од претседништвото на ВМРО ДПМН. Околу новите членови на извршниот комитет и сите детали околу седницата и состанокот. Благодарам за сега.